Расте бројот на бегалците кои чекаат транзит низ македонска територија. Според последните проценти, само кај домени во близина на јужната гранична линија чекаат околу 13.000 лица, а на територијата на Грција нивната бројка изнесува околу 60.000. И покрај ваквата состојба, македонската јужна граница е добро обезбедена, а бројот на обидите за илегални премини се движи помеѓу 10 до 100 лица дневно, кои брзо се откриваат од нашите безбедносни сили и повторно се враќаат назад. Со зголемувањето на бројот на бегалците од другата страна на границата, со одлука на врховниот командант, двојно е зголемен и бројот на припадниците на армијата кои даваат поддршка на полицијата. Ние перманентно следиме ситуацијата, разбираме ситуацијата, ако осетиме дека има потребно дополнителни единици, ќе донесеме дополнителни единици. Ако видиме дека ситуацијата е мирна и нема наша потреба, тука сме во координација со МВР, ние даваме поддршка на МВР и правиме заедничка проценка и за тоа така го определуваме бројот на припадници кои се тука. Министерот за одбрана Зоран Јолевски одредени решенија за бегалската криза очекува да бидат донесени на предстојниот состанок во Брисел. Потребно е да се изгради заедничка стратегија, како да се делува за решавање на овој проблем. Се разбира, во решението треба да бидат вклучени сите земји од Европа плюс Турција и во текот на понеделникот ќе има состанок во Брисел. Се надам дека тој состанок ќе даде одредени резултати. За сега можност за транзит низ Македонија на дневна основа добиваат по околу 500 бегалци. Колкав ќе биде нивниот број во иднина, ќе зависи од тоа што ќе биде договорено со земјите долж Балканската рута. Министерот Јолевски го повтори ставот дека Македонија ќе прими онолку бегалци колку што ќе бидат примени во Србија, Хрватска и Словенија.